Чао дечки, добродојавте назад на каналот Парфимериум. Денеска ќе зборуваме за едно од најпопуларните и најдостапни куќи во светот на ниш и арапски парфеми, а тоа е кој друг ако не Maison Alhambra. Maison Alhambra, како што знаете, е поткуќа на Латафа. Оваа куќа буквално знае како да создаде мирис, што ќе ви донесе комплименти уште од првиот спреј. Подготвив денеска за вас 10 парфеми според мој избор, кои ми се мене омилени, а се надевам дека ќе бидат омилени на вас. Прв на листата е Fabulo Intense. Почнуваме со Fabulo Intense, најдобрата клон верзија на Tom Ford Fabulis. Овој парфем е вистински елегантен, сладок и темен мирис. Комбинација на кожа, тонка зрно и малку смола. Создава сензуален и мокен впечаток. Овој парфем е инспириран, како што ви кажав и претходно, од Tom Ford. Оригиналниот Tom Ford 200 евра. Овој може да го најдете неде околу 20-30 евра. Идеален е за вечерни излегувања, студени денови и мажи што сакаат да изгледаат $1.000.000, без да потрошат цело богатство. Втор, Maison Alhambra ексклузив табак, топол, мускулест и полн со карактер. Мириса на тутун, мед и зачини, а базата е мазна и кремаста. Овој парфем е совршен за есен, зима и тип на мирис што остава голем силаш. Значи, голем силаш. За вас поминува трага од овој парфем и луѓето ќе видат во шок. Впремено имам уште еден клон на Tom Ford, а тоа е Toscano Leather. Ако се љубители на кожни парфеми, ова е правиот избор за вас. Toscano Leather е нешто што мора да го имате. Комбинација на шафран, тамјан и кожа. И му дава мистериозен и луксузен карактер. Има малку малина и малку кадило, што го прави сензуален и благороден. Совршен е за самоуверени мажи што сакаат да остават впечаток на мојата елеганција. Секако не може да помине една листа, а да не биде тука клон на Dior Sauvage. Најдобрата клон верзија на Dior Sauvage, Salvo Intense. Значи, внимавајте, има и Salvo, а ова е Salvo Intense. Ова е дефинитивно еден од најпознатите. Инспириран е, како што кажав, од Dior Sauvage, но има поинтензитивна и подлабока база. Бергамот, пипер, амброксан создаваат експлозија од свежина и машка енергија. Супер избор за секојдневно носење. Лето, пролет, топ, гази. Продолжуваме со клонот на Parfum de Marly, а тоа е Percival, или на Alhambra е Perseus. Е парфем кој е комбинација на енергија, свежина. Има бергамот, лаванда и ванила, што создава балансиран мирис, чист, модерен и ношне привлечен. Верувајте ми дека девојките ќе полудат на овој парфем. Одличен е за канцеларија, прошетка или состанок. Ова е оној тип на парфем што секогаш ви е прав избор. Victorioso Victory. Моментално името му е сменето на Victorioso Nero, зашто знаете заради името има проблем со Paco Rabanne. Ова е моќен, сладок и топол парфем, инспириран од Invictus Victory на Paco Rabanne, со ноти на тонка, амбер и лимон. Тој е вистински парфем за победи, било на состанок, било на забава или на тренинг. Трајноста му е извонредна. Јас денеска го носев. Сабајле се прснав и верувајте ми дека 8-9 часа трае без проблем. Ова е парфем што ќе се чувствува дури цел ден. Jorge Di Profumo. Се надевам познато ви името. Тоа е джентлменски, джет сет, секси парфем. Комбинација на бергамот, лаванда и тутун. Ова е клон верзијата на Acqua di Gio Profumo. Совршен е за вечерни излегувања или кога сакате да оставите сериозен впечаток. Плюс трае како звер. Верувајте ми, за зимно време овој парфем е многу препорачлив. Toro por Homme. 100% бојата на шишенцето ви е препознатлива. Toro por Homme е вистински пример за енергија и свежина. Terre de Hermes. Клон на Terre de Hermes. Цитрусен почеток со портокал и грейпфрут, плюс базата е ветивер и пачули. По прскање се осеќа малку афо, али после
верувајте ми дека доаѓа најубавото. Овој парфем е чист, машки и модерен, совршен за секојдневно носење, особено во топли денови. Сега имам нешто спремно малку потешко, што верувајте ми ова е по-арапски, значи не е за сите, а е барок сатин ут. Ова е нешто луксузно, богата комбинација на шафран, цимет, кожа и ванила. Инспирирана од бакарат руж, но со повеќе топлина и длабочина. Овој парфем е наменет за луѓе што сакаат комплименти, ама верувајте ми дека е многу тежок, значи препорачливо е да се носи зимно време. Ако сакате да изгледате и да мирисате луксузно, ова е тоа, барок сатин ут. И на крај останува последниот парфем, а тоа е конверзијата на Versace Eros или Versentia Oro. Моментално исто сменето во името заради авторски права, Jubilant Oro или така нешто, ама останата бојата на чисто иста. Ова е цитрусен, свеж, чист и мощне привлечен парфем. Има ноти на јаболко, лимон, ванила. Средината е со амброксан и гераниум, а базата е, како што кажав, ванила, кедар и ветивер. Му дава баланс меѓу свежина и елеганција. Ова е парфем што го сакаат повеќе млади, зашто е наменет за вечерни излегувања. Ова беа моите топ 10 парфеми. Епа, дечки, пишете ми во коментар кој од овие го имате и кој ви е омилен. Ако ви се допадна видеото, ставете лайк, споделете го со пријателите и секако не заборавајте да ставите претплата или subscribe на каналот Парфемериум, каде што мирисите зборуваат погласно од зборовите. Се гледаме наскоро во ново видео.